Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележа денот. Власта и опозицијата утре на нова средба за договор на изборниот законник. Гаши поддржува електронско гласање и за диаспората, и за дома. Кој го штител Газда Деко, собственикот на Пулс бил во редовна комуникација со инспекцијските служби и полицијата, откриваат пораките од неговиот телефон, презентирани во судница. Приведени двајца скопјани за пожарот кај Рампа. Поскапуваат горивата, бензините за денар, дизелот за 2,5. Опозицијата бара мерки, владата најавува диалог со трговците, добавувачите и производителите. Русија со нов напад на Украина пред НАТО самитот во Анкара. Овие вести во живо со детали од рочиштето за случајот Пулс. Останете со нас. Иако беше најавена за денеска, власта и опозицијата се договорија утре на нова средба да се обидат да постигнат договор за измените во изборниот законник. Во моментов официјално сите остануваат на своите позиции. Председателот на Собранието вели дека измените не може да се направат без консензус, а Гаши лично поддржува електронско гласање и за диаспората и за дома. И покрај најавите за денеска пропадна обид од пратениците да ги испеглаат разликите за изборниот законник. Утре на нова координација уште еднаш на маса ќе ги стават своите позиции и понуди во обид да постигнат компромис. Сите страни кои се дел од процесот не отстапуваат од кажаното. Власта е подготвена за компромис, но само ако се дозволи електронско гласање на диаспората, а за опозицијата токму ова е главниот камен на стопнување, но и финансирањето на кампањата и бројот на изборни единици. Председателот на Собранието Африм Гаши на брифинг со новинари ги повика координаторите на пратеничките групи да се обидат да ги надминат различните ставови и да постигнат компромис за изборниот законник. За него прифатливо е електронското гласање на диаспората. Без консензус не можеме да го донесеме изборниот законник. Ги повикувам уште еднаш на договор и компромис да разговараат и да дојдеме до заедничко решение. Јас сум за гласање на диаспората преку електронско гласање. Дури сум за тоа и кај нас да се овозможи. Во процесот на гласање е битно да се потврди идентификација и да се обезбеди тајноста. Ако ги обезбедиме овие елементи, имаме сигурност, не гледам зошто не би се гласало. Партиските штабови ја продолжуваат реториката со меѓусебни обвинувања. ВМРО ДПМН останува на става дека изборниот законник треба да биде донесен со широк политички консензус, но со обезбедување на можност македонската диаспора да го оствари своето право на глас по електронски пат или по пошта. Како ВМРО ДПМН предложивме тоа да биде по електронски пат или пак по пошта. Овој предлог беше одбиен од страна на Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз, затоа што кај ни владее страв за тоа дека граѓаните кои ја напуштија државата во периодот на нивното владење нема да ја поддржат нивната политика, а со тоа ќе доживеат уште поголем пораз на следните председателски избори. Опозицијата обвинува дека предлогот за гласање на диаспората по пошта е нов обид за манипулација на Мицкоски и ВМРО ДПМН. Не му е важна на Мицкоски реформската агенда, тоа му е само изговор. Важен му е само изборниот грабеж. Позициите на СДСМ за изборниот законник не се радикалистички, како што кажа Мицкоски и како што сака да ги прикаже. Радикален е начинот на кој тој сака да го спроведе изборниот грабеж. Комисиската расправа во матичното работно тело е блокирана со над 13.000 амандмани од СДСМ и Левица. Собраниските служби работат на превод на амандманите, но кога комисијата ќе продолжи со работа, засега е неизвестно. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител, телевизија. Кој го штител Газда Деко, собственикот на Пулс бил во редовна комуникација со инспекцијските служби и полицијата, откриваат пораките од неговиот телефон, презентирани во судница. Приведени двајца скопјани за пожарот кај Рампа. Доказите обезбедени од телефонот на Газда Деко, објавени во судницата во Идризово денеска, потврдија дека тој имал комуникација и со инспекторите и со полицијата. Случајот го следи колегата Зоран Јаневски, го имаме во живо во овие вести. Зоран, каква комуникација имал собственикот на дискотеката Пулс во Кочани со инспекцијските служби? Според пораките кои јавното обвинителство денеска ги изведуваше како докази во судницата во Идризово, можеше да се види дека собственикот на кочанската дискотека Пулс, Дејан Јованов, во која животот го загубија 63 лица, комуницирал и со полицајци, со вработени во Министерството за економија, вработени во Управата за јавни приходи.
Сите тие му дојавувале кога во дискотеката Пулс се предвидуваат контроли. Што ќе биде барано за време на тие контроли, па така сопственикот Дејан Јованов точно знаел кога во неговиот угостителски објект ќе дојде инспекција и што ќе биде барано. Овие пораки кои што денеска ги презентираше јавното обвинителство се однесуваа на електронската комуникација која што ја водел сопственикот на дискотеката Пулс Јованов, неговиот син и неговиот брат. За наредните судски рочишта предвидени се извадоци од комуникација од мобилните телефони и на останатите обвинети во овој судски предмет. Меѓутоа, повеќе за она што денеска беше презентирано во судницата во Идризово гледаме во прилогот. Сопственикот на дискотеката Пулс, во која загинаа 63 лица, бил во редовна пријателска комуникација со инспекцијските служби и полицијата. Ова го откриваат пораките од телефонот на Дејан Јованов, кои денеска беа презентирани во судницата во Идризово. Тој редовно добивал дојави кога ќе има полициска рација во дискотеката и што ќе се контролира, а според пораките Јованов бил во блиска комуникација и со вработени од Министерството за економија, која ја потпишува лиценцата за работа, како и со вработени во Управата за јавни приходи. Во контактите од телефонот покрај името ја запишувал и функцијата на лицата, па така според презентираните пораки, Јованов водел комуникација со началничка инспекторка полицаец. Знаеш ли нешто? Мислам за оваа вечер нема ништо. Може утре вечер да има. Телефонот на сопственикот на Пулс открил и комуникација со лица со кои во моментов ја дели обвинителната клуба. Службеникот од економија Джеваир Камбери во телефонот на Јованов бил запишан како Вили, а според пораките се договараат да ја завршат како што беше кажано во судницата онаа работа, без дополнително објаснување на која околност се водел разговорот. Потоа беше презентирана и уплатница на 226.000 денари за наводен подкуп, а според пораката, Камбери му вели на Јованов толку колку што мислиш дека сум заслужил. Во судницата беа презентирани и пораки од ноќта на 16 март, кога Јованов од својот син добива порака дека има рација во локалот Булевар од полицајци од Радовиш, кои како што напишал не се наши и дека ќе дојдат во дискотеката. Додава и дека Пулс се полн со малолетници и треба да се испразни. Пораките според родителите на загинатите деца отварале нови сомнежи, па прашуваат дали Пулс работел под постојана институционална заштита. Овие комуникации отвараат сомнежи дали постоела институционална заштита и влијание врз контролите и постапките. Воедно комуникациите помеѓу таткото и синот, Деко и Михаил, отвараат прашање за улогата на Михаил во работењето и одлучувањето. Беа презентирани и пораки кои ги разменувале членовите на обезбедувањето после пожарот, а во една од нив обвинетиот Мартин Георгиев напишал дека задната врата била нефункционална и половина час се обидувал да ја отвори удирајќи ја со метална маса. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Медицинската документација за карактерот на повредите на малолетникот ќе биде клучна за постапката на обвинителството по кривичната пријава од Министерството за внатрешни работи за насилство за насилниците кои избодеа 14-годишно момче во населбата Чент. 2 недели по настанот, осумничените се на слобода. По 2 недели се уште се на слобода напаѓачите кои избудеа 14-годишно момче во парк во Ченто. Откако беа сослушани во полициска станица, трите лица на возраст од 19 и 23 години се на слобода. МВР поднесе кривична пријава за насилство врз дете, дело за кое максималната казна е 3 години затвор. Полицијата го пронајде и го предаде на вештачење ножот со кој му биле нанесени 7 убоди во грб на момчето, но резултат се уште нема. Истражните действија непречено се спроведуваат. Наредбата за обезбедување медицинска документација е издадена. Се очекува наод од вештачење, а се преземаат и други действија, велат од обвинителството. Токму медицинската документација за карактерот на повредите на малолетникот ќе биде клучна. Извештајот треба да покаже дали квалификацијата на делото ќе остане насилство или обвинителството ќе го преквалификува случајот во потешко кривично дело, како што е убиство во обид. За мајката на повреденото дете нејасно е зошто кривичната пријава е за насилство. Мотивот за нападот врз момчето не е познат. Според неговата мајка, ниту тој, ниту семејството немале никакви недоразбирања со други лица. Според нејзиното сведоштво, напаѓачите
нападајачите биле маскирани. Прво го нападнале физички, пошто го избоделе со нож, а со себе носели и пушка Калашников. За случајот со врсничкото насилство во аеродром, обвинителството и полицијата се уште работат на подготовка на пријавата. А и за избоденото момче во училиште во Ченто уште во месец мај. Поднесена била пријава од МВР, но се уште не е стигната во обвинителството. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Две лица од Скопје на возраст од 34 и 39 години се уапсени за вчерашниот пожар кај рампа во центарот на Скопје, во кој еден пожарникар се здоби со повреди. Според пријавата од МВР ќе одговараат за предизвикување на општа опасност. Осомничени се дека околу 16 часот предизвикале пожар во напуштен објект на булевар Македонија во Скопје. Од полицијата додаваат дека се превземаат мерки за целосно расчистување на случајот, што ќе следува и соодветен поднесок. Вчера во 17 часот и 30 минути во Скопје на подрачјето на центар, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Скопје ги лишија од слобода С.А. и И.Х. двајцата од Скопје поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело предизвикување општа опасност, односно затоа што на 5 јули оваа година околу 16 часот предизвикале пожар во напуштен објект на булевар Македонија во Скопје, при што еден пожарникар се здобил со повреди, а две противпожарни возила биле оштетени. Се превземаат мерки за целосно расчистување на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Нов модел на мобилизација договорија Дирекцијата за заштита и спасување и доброволните противпожарни друштва. 120 лица секој ден во секој момент треба да бидат подготвени за распоредување на пожарите, а целта е професионалци да делуваат на терен тогаш кога ќе има потреба. Секој ден во текот на летото најмалку 120 доброволни пожарникари ќе бидат во состојба на готовност за интервенција при пожари. Нов модел на мобилизација денеска беше договорен меѓу Дирекцијата за заштита и спасување и доброволните противпожарни друштва. Целта е полицијата и армијата во делот на човечките ресурси да биде сведен на минимум, а примарниот товар во првиот одговор да го понесат професионалните и доброволните пожарникари, кои се веќе тренирани за гаснењето на жариштата. Наедноставно кажано, доколку имаме голем пожар во Штипско, се јавувам на конкретен човек кој што денес го договоривме и од него барам да упати одреден број на доброволци кон местото каде што се наоѓа пожарот. Дали тоа ќе бидат 10, 20, 30, тој истите ќе ги упати. Тимовите за брз одговор при ДЗС добиваат дневници, што не е случај за членовите во доброволните противпожарни друштва. Имаат и големи трошоци, сервиси, регистрација на возилата, но и заштитна опрема за гаснење. Најголемите предизвици се надам ќе сложат и нашите колеги се системските пропусти кои не мачат, финансирањето, обезбедувањето на опрема, увозот на возила, увозот на опрема. Овде сме одоночени, плаќаме данок и мислам дека сето тоа треба сериозно државата се зафати и да ги отклони сите овие препреки кои и tekako ни создаваат проблем во нашето работење. Со ребалансот на буџетот Ангело вели дека ќе добие доволно пари за да бидат платени доброволците ангажирани преку тимот за брзо распоредување. Во Македонија има регистрирано над 100 доброволни противпожарни друштва, но само десетина се поподготвени како со човечки ресурси, така и со возила и опрема. И тие присуствуваа на денешниот состанок во ДЗС. Во Македонија од почетокот на месецов е прогласена кризна состојба, а издадена и забрана за движење во шуми. Габриела Лескова, Сител телевизија. Можно ли е решение за хаосот во градскиот превоз без нови автобуси? Дали рушењето на монтажни објекти е борба со дивокрадбите? За проблемите со атмосферската канализација и поплавените булевари при секое невреме? За капиталните проекти и реконструкцијата на постоечките? Тема на денот со Орце Ѓоргиевски, градоначалник на Скопје. Најавениот протест во Управата за јавни приходи не се одржа, откако вработените според синдикатот добили известување од раководството на институцијата дека таков потек е спротивен на закон и може да предизвика последици. Вработените бараат зголемување на платите за 7% и усогласување на платите со зголемувањето на минималната плата.
можни дисциплински постапки ако вработените излезат на протест. Ваков допис, според тврдењата на синдикатот, испратила директорката на УЈП Елена Петрова до административците во управата, кои за денеска закажаа двочасовен протест. Но по добиениот мејл, истиот го откажаа. Во дописот, како што тврдат тие, Петрова се повикала на Законот за работни односи, кој не дозволува прекин на работата. Синдикатот Солидарност пак со спротивен став од неа. Нашиот став е дека правото вработените го имаат и дека све што е поврзано со работен однос го имаат право, вклучително и правото на протест да биде во работно време. Но не и се како и да е, во услови на различни гледања, голем број на вработени Сабајлево дојдоа до мене и се пожалија дека на интерно гласило на управата за јавни приходи од страна на работодавачот им е укажано дека таквото делување е недозволено, е спротивно на закон, дека законот тоа не го предвидува и да превземени мерки и за одговорност за нарушување на работните обврски. Сличен допис дека ќе сносат одговорност ако 2 часа излезат на мирен протест бил пратен и од вториот синдикат во истата институција, САДУ. Сега од репрезентативниот Солидарност чекаат евентуална средба со раководството. Во спротивно не ја исклучуваат можноста од организирање штрајк. Сметам дека ќе најдеме начин да го надминиме проблемот. Штрајкот е законско и легитимно право за кое што треба да се направи подготовка. Од УЈП нема одговор дали бил испратен таков допис и зошто бил спречен протестот, ниту пак дали во следниот период ќе иницираат средба со синдикатот. Инаку нивното барање беше зголемување на платите за 7%, кое го добиле сите останати државни административци од март, како и согласување на платите со зголемување на минималната плата за 1600 денари. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Во владата денеска се потпиша договор за грант средства од ДЕБОР за изградба на автопатот Скопје-Блац. Вкупната инвестиција се проценува на повеќе од 200 милиони евра. На автопатот предвидена изградба на 5 тунели, 2 галерии и 12 мостови. Очекувањата се проектот да биде завршен во рок од 3,5 години, со што ќе се обезбеди современо автопатско поврзување со Косово. Неколку купени парцели на трасата на нова делница од овој автопат од одредени лица со сомнителна позадина и лица кои што се поврзуваат со некои политички партии, сето останато остана само на ветувања за жал. Денес разликата е јасна и видлива. Наместо нови ветувања имаме обезбедени средства, подпишани договори, избран изведувач и започната реализација. Ова е конкретна реализација на визијата која што премиерот Христијан Мицкоски ја постави кога беше формирана оваа влада во 2024 година, а тоа е нашата држава да искористи својата стратешка позиција како раскрсница на Балканот. Грантот е 30,8 милиони евра, а кредитот, тоа е заемот, е 167,6 милиони евра. Со ова се комплетира финансиската конструкција за изvedба на автопатот Скопје-Блаце. Во Собранието денеска се одржа надзорна расправа на тема нефункционална и недоследна примена на одредбите од Законот за употреба на македонскиот јазик. Власта и опозицијата и за ова прашање меѓусебно се обвинуваа. Законот е донесен пред 2 години, но во инспекторатот неодамна се вработија само 20 инспектори, кои треба да поминат едногодишна обука. Ајде, молите. Знаете како да се однесувате во Вака изгледаше надзорната расправа во Собранието на тема зошто не се применува Законот за употреба на македонскиот јазик. И по цели 2 години од донесувањето на законот, инспекторатот кој треба да ја следи примената има само 20 вработени, кои прво 1 година ќе се обучуваат пред да почнат да пишуваат казни, обвини СДСМ. Според опозицијата, ова на дело ја покажува неспособноста на Министерството за култура. На критиките пак Лјутков возврати дека тоа е последица на повеќе годишно неодговорно управување. Имавте 2 години од вашето именување до денес. Затоа, ве замолувам, како што рековте, само во едно ќе се согласам, дека ова е малку поголема работа и од мене, и од вас, и од сите тука, и треба овој закон да профункционира. Кога прв пат побаравте вработување на лектори, односно на инспектори, се извинувам, во самото во Министерството, во инспекторатот, еве како сакате. Владата ги задолжи институциите да достават конкретни податоци за вработени лектори.
резултати кои директно ќе се вградат во националните стратегии и за култура и за македонски јазик. А за оние што мислат дека грижата на јазикот застанува на границите на државата, еве во моментов активно работат 12 лекторати за македонски јазик на универзитети во 11 земји низ светот. Со законот се формираше инспекторат за употреба на македонскиот јазик, кој треба да ја следи примената на законот и да пишува казни од 1500 до 3000 евра за негово непочитување. Во моментов, значи, во тек се огласите и завршени се за 20 инспектори, а инаку огласите се за 5, односно добивме согласност за 5 инспектори по македонски јазик и тие се сите на различно ниво. Од страна на Министерството за култура беше обезбеден соодветен мебел, компјутерски бироа, надкасни и столчиња, а за потребите на инспекторатот ни беше одстапено и возило кое ќе го користат идните инспектори при вршење на инспекцијскиот надзор. Законот за употреба на македонскиот јазик беше донесен на почетокот на 2024 со поддршка и од власти и од опозицијата. Од тогаш сите јавни и државни институции и предпријатија, училишта и медиуми имаат законска обврска да вработат лектори, а сите јавни акти, прописи, надзорни табли на институции и споменици мора да бидат лекторирани. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.